Берберскиот занает е еден од занаетите кој не само што обстојувал во минатото, туку овој занает обстојува и денес. Уште во минатото, луѓето се грижеле за тоа да изгледаат убаво и да имаат модерна фризура. Некој сакал да има кратка коса, некој долга, но мејсторите биле секогаш тука за да ја дотираат фризурата на мажите. Во минатото и ретко кој носел долга коса, бидејќи во тоа време повеќе се носела кратката фризура, па затоа луѓето често ги посетувале берберите. Берберите всушност ја имале и главната улога во занаетот. Тие треба да знаат добро како и колку треба да се постриже муштеријата. Со нивната ножица и чешел ги пострижувале луѓето и се грижеле за нивниот изглед. За берберскиот занает може слободно да се каже дека е уметност. Во овој занает нема експериментирање, туку едноставно се бара прецизност, извонредност и квалитет. Во Велес во минатото имало доста бербери. Занаетот иако бил тежок за учење, луѓето биле заинтересирани за него. Постоел голем интерес и од страна на калфите, кои оделе кај мејсторите бербери да го учат занаетот. Често стоеле до нив и ги гледале како работат, пред се како ја држат ножицата, какви потези прават и најважното, како да го пострижуваат муштеријата. Во минатото постоеле и такви, кои доаѓале кај мејсторите бербери и ги давале своите глави за да можат калфите да се учат на нив. Имало и такви кои ги давале и своите бради за бричење, за на некој начин калфите да можат да го научат занаетот. И порано луѓето се грижеле доста за својот изглед, посебно мажите кои биле редовни муштерии кај берберите. Тие доаѓале често кај берберите за пострижување и за бричење, па затоа и берберите имале редовно работа. Тие се грижеле за тоа мажите да бидат добро средени и да изгледаат убаво. Од овој занает се живеело добро, бидејќи луѓето едноставно имале потреба од него. Берберите Јубе и Коле представуваат синоним на берберскиот занает. Не постои човек во Велес, па и пошироко, кој не ги познава овие двајца бербери. Тие се едни од најпознатите во градот. Занаетот почнале да го учат кај еден ист мајстор, Бано Гогов. Берберот Јубе занаетот почнал да го учи во 1951 година, прво кај неговиот мајстор Киро Андов. Се сеќава како од неговиот мајстор научил доста работи кои му биле потребни за берберскиот занает. 51 година на крајот отидов на занаат. 52 фактички се водам ко заначија. На работа су влезен, 52 ко чирак. До 55 година работев до калфа дојке дојдов. После калфата станувањето, ја од Пазариште, од спротива, тргнав на оваа страна, кога да дојдов у Новград. Разликата е тоа. Тамошната работа и на оваа страна има голема разлика. Приведејќи други си муштерии таму, други си беа муштерии на оваа страна. Сега, кога дојдовме 56 година, при крајот, дојдовме кај мајсторот Бана. А пред тоа бев кај мајстор Киро Андов во Безистенот. Таму работев, па се префрливме спротива овде кај Бана Гогов. 57 да речем, 56 тука тие години. Од кога го научил занаетот берберот Јубе, занаетот го продолжил во Сарачката чаршија кај берберот Бано Гогов. Таму го затекнал и Коле, каде заедно и работеле. Двајцата важат за едни и единствени ортаци во градот, кои во занаетот никогаш не се скарале и работеле заедно 60 години, од далечната 1957 година. Помеѓу нив постоела таква нераскинлива врска, која до ден денес се уште постои. Кога дојде на чаршија главна, јас однема го зедов. Мајсторот ми рече, најди некој колега, наш, твои години, или тука некај го, и мене ми текна за љубите. Ја отидов кај мајка му, Тетко Даро, кај е љуби? Набав череч, сад ќе дојде.
одма да дојде на фалан место. Или увеста се и од тој ден до ден денеска вака. Нас не интересираше муштерија да дојде кај нас, да ни остави пари, да дали јас ќе ја изработам работа, дали ортакот ќе ја изработи. Нас не интересираше тоа. Ние секој посакаме муштеријата да биде задоволен, за да ни дојде утре пак назад. Кај нас не се прегледува тоа. Ние си одевме по одмори, ние си одевме по се, дуќанот никој пат, ни еден ден ние не останавме да го затвориме. Толку години. И двајцата се сеќаваат дека сарачката чаршија во тоа време била доста развиена со занаети. И берберскиот занает функционирал добро во таа чаршија. Едноставно, таму цутели се развивале сите занаети. И самите тие велат дека Велес бил главно занаетчиски град, бидејќи во минатото било доста ценето да се биде занаетчија и калфа. И затоа родителите своите деца често ги праќале да учат занает. Некој грнчар, некој калајџија, терзија, самарџија или пак бербер. Сарачката чаршија е нешто символ на градот што беше. Сарачка чаршија за да бидеш, тоа време било голема работа. Таму бил правиот еснав. Штета што сарачката чаршија не се конзервираше и безистенот. Тога постоеле многу заначи кои денеска се изумрени, кои нема никаков подмодок. Тука се грнчарите биле, сарачите биле, крпачи имало, имаше, па пазарот беше на земја тоа време, не беше кона тезги дигнат. Така да имаше своја убавина и тоа време носеше убавини. Меѓутоа, денешното си е поприкладно, затоа што помодерен свет, помодерно, не можеш да бидеш уназад да се оди напред и цели и така и тоа одело. Оваа слика дуќанот кој се гледа мајсторот наш и ортакот е сликан пред вратата на Интернационал 57 ли е кола тука ќе биде. Е 53 година. Ваа е сликана во Сарачката чаршија. Овој е покоен бербер, Трајко Берберов се викаше. Вој е син му дојденска Ице. Ристе не работи ко бербер. Воа су јас со нив, ко чирак, затоа што ние бевме малски другари. А вој е легендата на градот, Благо Джечанев в тоа време, што се учевме на него. Се учевме на него, без пари да го стрижиш, да го бичиш, само да го научиш занаатот. Оти секој не даваше да се учи на него. Мајсторите за наечи во минатото биле доста ценети. Калфите кои доаѓале кај нив да го учат занаетот, ги ценеле многу нивните мајстори. Тие представувале за нив вистински учители. Било доста важно тоа што ќе го кажел мајсторот за калфите. Освен што мајсторите ги учеле калфите за занаетот, тие ги учеле исто така и на нивното однесување. Како тие да се однесуваат спрема муштериите, бидејќи калфите секогаш требало да бидат пристојни и во работата и во однесувањето. Ми беше убаво, вистина мајсторот кај што учев ја занаат, колегата го кажа, тој беше најдобриот мајстор и најубавиот маж во градот. Имаше многу невести идеја да се пострижуваат. И јас, као чирак, тие времења многу поштовање имавме ние према нашите мајстори. Ја имав толку поштовање, не смеев да се накашлам. А не да прашаш нешто, само слушаш. Пари нема пари. Не ко сега, одма праша колку ќе ме плаќаш. Нема пари. Станав калфа. 58 година. Та пари нема. Ти даде за едно ѓебрече. А ја дуќено да го држам, сам. Муштери, као што кажа колегата, муштери прва класа, елита. Се со бели кошули, се со машни, се со смееш да го гребниш, да чештиш, да онадиш. Мораш да бидеш внимателен и фала му на тоа, дека било така и станавме и ние мајстори. Јаки.
Берберот Јубе вели занаетот е доста тежок и макотрпен. Треба да се биде многу прецизен во работата. Пред се, треба да се внимава да не се повреди муштеријата, додека го бричи или го пострижува, бидејќи понекогаш многу често може да се случи и тоа. Интересен е фактот што порано не постоеле електрични машини, па затоа берберите работата ја вршеле рачно со слободна рака, а исто така морале и сами да си ги острат бричевите. Острењето на бричевите одликувале работата на берберите, бидејќи сепак било важно како и колку треба да се наостри бричот. Нашиот занат беше тогај малку по-макотрпен. Ние работевме претежно рачно. Ние немавме електрични машини тогаш. Ние бричевите сами си правевме. Сами си ги остревме бричевите. Ножиците само ни ги остреше, Бог да го прости, Онче Бунев имаше овдека. Он ни ги остреше, после кога дојдовме на оваа страна, па на мајсторчињата ги носевме, кај Тодорчето тоткан. Тешок беше занатот наш, затоа што претежно рачно се работеше. Првата машина што ја видов јас електрична, тоа беше кога дојдов кај мајсторот на оваа страна, кај Интернационал кога дојдовме, тогај он зеде електрична машина. Тоа е некаде 56-57 година. Да видиш ти електрична машина што е. Сега, со таа машина, тогашните и сегашниве, е голема разлика. Тоа беа машини што викаат ко комбај. Само ринеш, а ништо не можеш. Додека со рачните машини кои работевме, многу макотрпна работа беше. Па бричовите ги удиравме на каиш. Па на штосеви. Имавме штиче, едно се викаше штос. Па тоа на него. Па ако не сече, па ќе удриш па на каишот. Така да, многу тежок беше тој наш занат. Во дукенот на берберите Јубе и Коле за пострижување и бричење доаѓале многу еснафи. Тие се грижеле за изгледот на голем број офицери, команданти, лекари, но често доаѓале и голем број спортисти. Едноставно, овие луѓе им верувале на раците на овие двајца бербери. Секогаш излегувале задоволни од нивниот дукен. Знаеле дека мајстор Јубе и Коле ке направат да изгледаат добро. Многу често во нивниот дукен доаѓале и актери за берберите да им направат добра флизура. Ние од кога отворивме, ние имавме елитата на градот. Сите спортисти, сите лекари, попови, се беше тоа време кај нас во чаршијата, затоа што ние бевме наследници на еден најдобар мајстор што постоеше у градот. Тоа беше Бано Гого, кој беше далеку прочуен човек. Од сите спортови, гранки на спортот, а најповечко фудбалот, сите тренери, сите председатели, се беше кај нас. А најумилен спортиста, мене, имаше многу умилени, меѓутоа си бевме и блиски, Јордан Лазаров. Халф, леви, уборец. Герман. Берберот Јубе се сеќава дека порано најмодерна била флизурата јарамбош. Многу често муштериите барале да бидат пострижувани на ваков начин и да ја имаат токму оваа флизура. Тој јарамбаш се стрижеше спротива, во Сарачката чаршија. Таму тој се стрижеше, претежно млади деца се стрижеа горниот дел на тилот, со машинка се стрижеше и обично класично го постригуваш, се постригува, а тоа е стрижена горе. А назад со брич четвртасто мора да го направиш и да отераш тоа. Тоа е флизура, турска флизура јарамбаш. До кај 70 година сите еднакво работевме и една фризура беше. Малку повисоко, малку пониско, поголема, помала косата, поодземена, понеодземена, кој како сака. После испадна некои моди, кои ние малку да си признам, потешко се склопевме у таа просенички фризура. После
испадна модава до горе. Таа више некако лесна работа. Оти ние ја ко чирак, ко пракнав ко чирак, така понаучив, идеа арнаути. Тие, знаете ли какви фризури има тие? Овде вака, ќе го истрижиш, па ваму, абе ќе го ишери целиот као сега модерни фризури на фудбалери светски. Чудовни. Покасно се вклопивме више во сите тие работи, ама покасно, период на транзација, како се вика што има, и тешко не беше, да ти кажам, вака наискрено. Каде таа пресинучки фризура? Работата на занаетот почнала полека да опаѓа во времето кога била актуелна фризурата тарзанка. Тогаш луѓето повеќе сакале да носат долга коса. И затоа не оделе кај берберите на пострижување, бидејќи повеќето сакале да носат долга, пуштена коса. Па така работата на занаетот значително се намалила. Кризата ја доживеа со нашата нова мода што би испадна тога е тарзанка. Голема криза испадна тоа време. Не ќе да се стрижат, деца млади, тарзан сакаа да видат и така многу тешко преживеавме. Кога помина тој период на модата, си дојде класичната фризура, а такви нас претежно не беа муштери и стари, за така да интелигенцијата, они не се стрижаа тарзанки. Они држаа некои коси, може имаше луѓе што држат коса со поголема коса сака, меѓутоа тие беа малку поретко. А еден период имавме голема криза со тарзанката. Сепак, мајстор Јубе и Коле важат за едни од најзначајните занаетчии бербери во градот. Тие и двајцата представуваат символ на берберскиот занает. И до ден денес се горди на тоа што го работеле цел живот и што голем број велешани ќе ги паметат по нивните добри дела. Бидејќи за нив едноставно, берберскиот занает е уметност, занает кој никогаш нема да изумре. Мајстор Коле вели, и повторно да се родам, пак ќе го работам берберскиот занает. Во минатото со овој занает се занимавал и берберот Тодорче Петровски. Иако денес занаетот го има наследено на неговите синови, сепак тој често навраќа во Дуќанот, каде долги години ги пострижувал и бричел муштериите. Вели љубовта кон занаетот ја имал уште од мали нозе. Занаетот почнал да го учи прво кај мајстор Тоше Силјенот, а потоа и кај Ристо Танески. Во 1968 година почнал да работи самостално и отворил сопствен дуќан. Како бербер бил доста квалитетен, бидејќи секогаш ги задоволувал потребите на муштериите. Работата му одела добро и имал голем број муштерии. Како на секој мајстор, така и него, важно му било муштериите да бидат задоволни. Во неговата работа бил доста иновативен. Често измислувал фризури за младите да бидат во тренд. За таа цел, при работата користел и најнови електрични машини. На почетокот работел рачно, но потоа кога испаднале електричните машини, значително му ја олесниле работата, а со тоа напредувал и доста во занаетот. Тога одеме ние 6 месеци на школа, 6 на пракса. Ја у Прилеп бев на школа, после од Прилеп 6 месеци на обука кај мајсторот. Иначе мајстор ми беше Тоше Силјенот. Он прв. После поработи со Ристо Силвер, Танески Ристо. После него со Јовче Скијата работев, со него известно време, пак се вратив и јас со мајсторот Тоше работев. 66-та војска отидов јас. После тоа ја 68 го отворив дуќанот и почнав активно да работам ја на овој занает. Тој занает мене многу ми придонесе. Мене многу, лично за мене. Ради работев многу квалитетно и добро, се обучев ја и новите фризури јас ги правев.
доста. И обрано внимание скоро на сета младина овдека што има у населба. Па и од спротива и од секдека кај мене идеја. Па младите обично ги додетругуваме ние со одрази на фризурата на главата, со пунџи, како да ви кажам, назад преклоп им правевме ние. И имаше затеков јас и тие аламброс ги шишавне, високо, средно, ниско и така. Тие фризури ги правевме. Мислам кај мене. Ја со рачни машинки доста ја работев. Кога испадна електричниве, и многу ја накупив алат, тој алат. Со тој алат ја многу спечелив за мене, лично. Си ги обучив и двете деца, Сашко и Горан, им го дадов занаето, им го пренесов малкуцка да иде како фамилиарно. Берберот Тодорче вели дека во берберскиот занает пред се треба да се има вкус и чувство за работата. Берберот сам да оцени како треба да го постриже муштеријата, бидејќи всушност тоа е и неговата задача. Некои сакаат да имаат пократка коса, други пак да бидат пострижени рамно. Важно, секој муштерија треба да биде задоволен од неговиот изглед. Па нашиот занает е таков, малку треба да има уметничко гледање и на фризурите и на шишањето. Не може ти еден муштерија кога има врат долг, па ти мавни го догоре, ќе испадне некако неубава фризура. И мора да гледаме уметнички на глава, на коса, на сите работи гледаме. Мислам, за мене можам да кажам ја, дека гледам на тоа. Со таа работа ја доста постигнав и квалитетно, и убаво, и многу сум задоволен ја како такова занетчија, што го рече мајсторот, ја ако би избрал сега јас пак да бирам бербер. Од таа работа наша беше, така речено, отпре не беше многу платена, ама по известно време да. Ја ви кажам дека спечелив доста со тоа, дали ја се трудев доста на таа работа и имав работа и многу си поминав добро со занајатот мој. Се сеќава дека порано за да се подложи за бербер, мајсторите им ги тупеле бричевите и тие морале добро да ги наострат. Тоа била главната и основната работа на берберите, да се работи со остар брич, бидејќи колку повеќе бил остар бричот, толку повеќе си прецизен во работата. Но сепак, во оваа работа треба да се има и големо искуство, бидејќи не е така лесно и едноставно да се работи со остар брич. Во берберскиот занает треба да се работи правилно, прецизно и квалитетно, вели берберот Тодорче. Прен ни ги даваа нас вие бричови, ни ги тупеа прен за да положиш. Вој брич вака се работи. На каиши и на белегија се надува вој брич. Така да не обучува добро, ако не знаеш, кога полагавме, ја лично за мене ми го тупеа бричот за да му навастам да го избричам после тој муштеријата. А ако не биде така, паѓаш како онако на испитот. Има тоа потези природни се, тие нема менјавање на нив. А ако не одиме по тие потези ние, тој не може да го избричи муштеријата. Тие се кратки потези, десни, леви, спуштање на бричот, таму нема бегање од тоа. Мора правилно да работи, ако не работи правилно и чошот, и средината, и крајот, ќе не може да го избричи човек. Мора да биде прецизен и квалитетен. Берберот Тодорче занаетот успешно го предал на неговите синови. Тие доста се интересирале за берберскиот занает. На Сашко и не му било толку тешко да го научи берберскиот занает. Уште како дете доаѓал кај неговиот татко и го гледал како ги пострижува муштериите. Занаетот го научил за брзо време, затоа што се интересирал доста за него. Првите неколку месеци, значи, исклучиво гледав, затоа што мора да го упиеш знањето. После полека почнеш да работиш на блиски пријатели, муштери, роднини, со асистенција на мајсторот, така да додека ти се опушти раката и се до тоа време, значи треба време. Сега кога работам
едноставно рацете сами работат, значи тоа е 20 години работа и така. Али у почетокот не беше баш така се едноставно. Секогаш има, знаеш, ти треба време додека те се опушти и рака и размислување. Може би наизглед изгледа лесно, али кој ќе почнеш не е лесно така да. Почнав да доаѓам, некако се заинтересирав со луѓе, со муштери, со пријатели. За брзо време успеав да го совладам занаетот, така да за не знам, измеѓу 6 месеци и година веќе почнав полека да работам и тоа беше онака ми легне работа да не. Па добро, секоја работа своја тежина, нормално дека има тежина. У секој случај треба прилично да се потруди за да научи, затоа што не е баш едноставно работа со луѓе. Али не сметам дека е нешто тешко, ако се сака се може така да. За брзо време може да се научи. Битно е да се има волја, значи тоа е најбитно. Берберот Сашко вели дека од секогаш ја следел модата на фризурата кај младите. Според него, фризурите се менувале многу брзо, но најчесто модата зависела од младите и од нивниот стил. Модата на фризурата со текот на времето се менувала и од изгледот на познатите личности, затоа што голем број од младите сакале да имаат фризури како нив. Но постојат и такви кои обожаваат модата од минатото и го обожаваат оној стандарден стил на кратката коса. Но за берберот Сашко не представувало проблем да ја следи модата на фризурите, затоа што тој многу често посетувал и разни семинари, каде секогаш биле представувани најновите фризури. Со овие семинари напредувал во неговата кариера. Тоа го водело напред во занаетот, затоа што бил премногу иновативен. Фризурите денеска се менјава со филмска брзина, значи тоа фризурите се знаеш како се враќа нешто на ретро, па нешто па оди напред и така да зависи. Оние фризури што биле на мода да речеме пред 15-20 години пак се враќаат и тоа се врти укруг така да. Али во секој случај мораш да бидеш у тренд, да ги пратиш затоа што тоа е мода и се посетуваат семинари, се гледаат како одат тие фризури така да. Али прилично често се менјава, значи не е како по старите генерации што биле. У Бугарија имаше исто таму бев на семинари, гледавме фризури, мада таму се повеќе оние значи фризерски семинари затоа што таа бранша е поширока лепеза на фризури има и така. Али во секој случај сум посетувал, така да имам одредени познавања од таа работа. На берберското столче кај мајстор Сашко седнале многу муштери за да им ја среди брадата. Едноставно бричењето брада представува ритуал кај секој еден маж. Бричењето го представува стилот и ликот на еден маж. Некои сакале да имаат кратка брада, некои подолга, но имало и такви кои не сакале да носат брада, па берберот Сашко ги бричел. Но процесот на бричењето и самиот вели не е толку едноставен. Сега во последно време малце тренд у нас со носење на бради, значи се подбричува горниот дел и се подбричува долниот дел. Иначе некои се бричи цела брада, значи зависи, некои цртуваат бради, тоа е индивидуално, секој како сака. Али во последно време тренд е да се носат бради, така да повеќе се оди на таа работа. Зависи од брадата, ако му е голема брадата, ако сака целата да се бричи, нормално, прво треба да се скрати, затоа што е голема брадата. Втора ствар треба да се стопли вода, значи да биде топла вода за да омекне лицето. Трета ствар треба да се изработи брадата, да речеме од четката да се уводи се истрие брадата за да може да биде помека за да навлезе у лицето, за да биде поглатко бричењето. После кога ќе се избричи се става вода, се мие лицето, па колонска вода и на крај помада по желба. За разлика од другите занаети, берберскиот занает се одликува по тоа што се уште постојат калфи кои доаѓаат кај мајсторите бербери да го учат занаетот. Токму во Дукинот кај берберот Сашко, занаетот веќе 2 години го учи Мики Кулев. Тој е калфа кај мајстор Сашко. И самиот вели дека треба да се трудиш многу за да го научиш занаетот. И не е така лесно како што изгледа. Многу од неговите другари на почетокот доаѓале кај него за да може да се учи на нивните глави. Имал голема поддршка и затоа денес веќе работи сам на берберското столче. Стекнал големо искуство од неговите мајстори и тоа искуство денес го води во занаетот. Уште од мал ја многу ги сакам тие работи, значи од секој сум бил со
со фризура, со гел, секогаш сум ги менјал фризурите и на еден начин моите мајстори што се моите батковци ми пружија прилика тоа да ми се исполни. Почнав веќе 2 години сум тука и можам да се пофалам дека доволно го знам занаетот. Како калфа за занаетот вели дека е доста тежок за учење. Уште на почетокот, кога почнал да го учи занаетот, ги гледал неговите мајстори како работеле. Го учел занаетот полека со трпение. Денес е горд што се занимава со берберскиот занает, затоа што еден ден сака да стане голем занаетчија и своето знаење да го пренесува на генерациите. Ја лично спрема мене го сватив како предизвик, дека тој е предизвик со текот на времето, трпеливост и со текот на времето се усовршуваш. Ја и до ден денеска уште гледам од нив, значи уште они им давам прилика да ме поправат. Првите неколку месеци стоев постојано до нив, значи гледав. Моите другари исто така ми пружија голема поддршка што тие постојано ги даваа нивните глави за да се вежбам на нив. И така, со труд и со голема волја сум тоа денеска што сум. Мики е еден од ретките кои работи со лева рака. Бидејќи во овој занает се бара прецизност, многу од берберите, бричењето и пострижувањето го вршеле со десна рака. Но Мики се одликува во работата, поради тоа што работи со лева рака. Иако е левучар, неговиот мајстор Сашко вели е доста прецизен и квалитетен во работата. Тоа го прави да биде единствен. Ја може сум единствен што бричи со лева рака и малце ми е тешко, они кои ме гледаат, нив им е наопаку, а мене ми е таман. И со текот на времето го совладав и тоа и сега ми е како нив со десна што име, така ми е мене со лева. Додека капак шишањето ми беше малце потешко, од шишањето стрикно мора со десна рака да се шиша и затоа ми беше потребно време дека навикнам раката. Берберскиот занает има голема традиција во Велес. Како занает постоел во минатото, но ќе постои и денес. Се додека луѓето сакаат да изгледаат убаво и да бидат во чекор со модата, берберскиот занает никогаш нема да изумре. За берберскиот занает се вели дека е занает каде доаѓаат сите луѓе, од оние со вратоврски и шапка на глава до оној со работничко палто, но сите се со една и иста цел – да изгледаат убаво. Потребата на секој да биде убаво пострижан и со добро средена брада го прави занаетот бесмртен. Берберскиот занает постоел во минатото, постои и денес, но ќе постои и во иднина.